Пред 4 години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како носител на извршната власт без проблем и покрај народното несогласување го прифати францускиот предлог, а сега предупредува дека актуелната влада ќе го сторела истото. Односно од редовите на оваа партија го винија министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски дека преку тајна дипломатија и тајни преговори испратил јасни сигнали до Брисел, Париз и Берлин дека владата е подготвена да го прифати францускиот предлог. Почитувани граѓани, се подготвува терен за прифаќање на францускиот предлог. Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Берлин, и од Париз. Исцрпени се буквално сите обиди и лаги кои што претходно се обидуваа луѓето од владата да не ги продадат. Од Министерството за надворешни работи демантираа дека се води тајна дипломатија, потенцирајќи дека нема да се прават отстапки на националните интереси, за разлика од минатата власт која удри по идентитетот. Факт е дека институциите редовно комуницираат со земјите членки на Европската Унија, со европските институции, со Бугарија и со другите меѓународни партнери. Овие разговори се водат транспарентно, а позицијата на владата е јасна и повеќе пати јасно потврдена. Нема отстапки од националните интереси, идентитетот, јазикот и историјата. Полноправното членство во Европската Унија останува стратешка определба и крајна цел на оваа влада. Инаку, владата на поранешниот премиер Димитар Ковачевски во 2022 година и покрај масовните протести во Скопје и институционалното противење на опозицијата, во тоа време предводена од ВМРО-ДПМН, го прифати така наречениот француски предлог, со што беше отворен патот за билатеризација на преговарачката рамка со Европската Унија и соочувањето со максималистичките барања на Бугарија во врска со јазикот и историјата на македонскиот народ.